Ново видео интервју на Република Телевизија. На 1 јули оваа година Република Македонија пристапува во Конвенцијата за заеднички транзит на Европската Унија. Како земја кандидат за членство во Унијата, пристапот кон овој заеднички транзитен систем ќе биде клучен адут во предпристапните стратегии, бидејќи Република Македонија ќе стане дел од царинскиот систем на Европската Унија уште пред да биде нејзина полноправна членка. Затоа во студиото на Република Телевизија ја повикавме директорката на Царинската управа Наташа Радеска Крстевска. Добре дојдовте во студиото на Република Телевизија. Добре ве најдов. Би се задржал на оваа тема, бидејќи секогаш кога царината е во прашање има поширок опсек за кој што може да се разговара. Овој пат ова е на вистина значајна конвенција која што ги отвара вратите на царината, но има многу поголемо значење за Македонија. Како дојдовте до едно вакво членство? Прво ќе кажам дека пристапувањето кон конвенцијата е многу значајно заради придобивките кои што со себе ќе ги донесе пред се за економските оператори, но исто така и за Царинската управа и за Република Македонија. Придобивките се состојат во олеснување и забрзување на економските активности, намалување на трошоците во работењето и со тоа зголемување на конкурентноста на македонската економија. Со влегувањето односно пристапувањето кон Конвенцијата за заеднички транзит и Конвенцијата за поедноставување на формалностите на трговијата за стока, Република Македонија ќе стане дел од заедничкиот транзитен систем на ЕУ, систем кој што ги опфаќа сите земји членки на Европската Унија, 4 земји на ЕФТА и Турција. Значи вкупно 33, Македонија е 34-та земја членка и со сите тие земји од 1 јули ќе се спроведува единствена транзитна постапка, што значи дека транзитната постапка ќе започне со единствена транзитна декларација, единствен транзитен документ во било која од овие земји членки и ќе заврши со раздолжување на истиот тој електронски транзитен документ на местото на пристигнување на стоката или во одречната испостава. Попатно во земјите на транзит нема да се изготвуваат посебни национални транзитни декларации, нема да се отворат посебни банкарски гаранции како инструменти за обезбедување, затоа што стоката ќе ја следи една гаранција која што ќе биде прифатена во сите тие земји членки и дополнителна придобивка за нашите компании што ќе можат истата оваа електронска транзитна декларација да ја користат како влезна збирна декларација при влез во земјите членки на Европската Унија и со тоа уште повеќе да ја забрзаат и улеснат своето царинско постапување, со тоа што претходно мора до Царинската управа на Република Македонија да го достават еури бројот, кој што им е доделен од некоја од царинските администрации на земјите членки и затоа упативме повик. На нашата веб страница има објавен образец кој треба да се пополни и да се достави тој еури број. Во исто време, значи како што се поднесува електронскиот транзитен документ во појдовната испостава, веднаш со размена на електронски пораки до сите земји попатни низ кои што минува стоката, вклучително и одречната испостава, се добиваат информации за стоката уште пред истата да пристигне. Може да се направи анализа на ризик, да се подготват царинските органи за контрола и тоа го намалува времето на престој во царинските терминали. Се тоа значи помалку време, помалку пари како трошок за компаниите, поголема конкурентност. За Република Македонија многу е значено, како што кажавте, не само што е клучен адут дека ние сме дел, веќе ќе бидеме од 1 јули дел од заедничкиот транзит на ЕУ, многу битен аргумент во предпристапната стратегија, но уште побитно е што веднаш ние имаме придобивката на олеснето забрзано движење долж коридорите 8 и 10, имаме олеснето забрзана трговска размена и транспорт со најбитните економски партнери на Република Македонија, земјите членки на ЕУ. Европската Унија, ЕФТА и Турција како најголеми долгорочни членките на Европската Унија. За да дојдеме до овде, многу работевме. Значи, за да се стане членка на односно на двете конвенции, мора да се добие покана од Советот на Европските комисии. Таа покана Република Македонија ја доби на 18 мај оваа година, како резултат на долгогодишна посветена напорна работа на царинските службеници, при што исполнивме голем број на услови и кои се неопходни предпоставки за да бидеме дел од конвенцијата. Во прв ред беше извршено усогласување на националното царинско законодавство, на законите, подзаконските акти и со така и на внатрешните процедури и упатства со она што значи законодавство, примарно и секундарно законодавството на Европската Унија за транзитот и за електронската транзитна декларација. Понатаму извршивме организацијски промени во Царинската управа, формирајќи заеднувајќи одредени организациони единици кои се носители на тој транзит.
Исто така, многу битно што во ноември и декември минатата година се воспостави електронска комуникацијска мрежна поврзаност со Брисел, преку која се разменуваат електронските пораки и која ќе биде користена во иднина и од страна на Управата за јавни приходи и другите институции во Република Македонија. Имате ли поддршка од европските партнери, од сите тие што се значи ние имаме сериозна поддршка, значи најбитниот услов за да пристапиме е да имаме развиен компјутерски систем. Тој нов компјутеризиран транзитен систем го развивме со финанси, односно 3 милиони евра од ИПА 2008, значи од Европската унија, пола милиони евра од владата на Република Македонија. Го развивавме неколку години, мораше да се имплементира, го ставивме во функција на национално ниво минатата година на 1 април и од тогаш до сега исклучиво националниот разлик во Република Македонија се остварува преку тој систем. Електронски транзит имаме од 1 април минатата година, претходно транзитот беше во хартиена форма, што со себе носеше дополнителни трошоци на време и пари. Овој систем, како што кажав, повеќе кратно мораше да биде тестиран, да помине повеќе од 200-300 различни тестови успешно, во кои што еве во моментов го тестираме, сме во трета фаза на тестирање, размена на пораки со други земји членки во Европската унија, моментално течат тестирањата со Царинската управа на Словенија. Исто така, откако го развивме системот, почнаа првите тестирања, имавме и предоценска мисија минатата година во јули, оценска мисија оваа година во јануари. Представници на земјите членки на конвенцијата дојдоа и дадоа мощна позитивна оценка за нашата подготвеност да бидеме членка на конвенцијата. Како резултат на тоа ги добивме поканите. Вака би ве прашал сега. Дали досега, кога се тргуваше помеѓу две држави членки на Европската унија, нели, кои што преминуваа низ нашите коридори 8 и 10, да речеме, да помине од Германија кон Грција, што тоа значеше кога поминува низ Република Македонија во однос на време и администрација, што е придобивката, односно колку сега таа рута транзитна би била, нели, олеснета за нив? Значи, и во моментов, се до 1 јули, секоја стока што транзитира низ Република Македонија, било да е на домашна или странска компанија, мора во моментот кога ќе дојде на нашата гранична влезна испостава да поднесе национална транзитна декларација, која што, како што реков, од 1 април е електронска, меѓутоа мора да биде поднесена, мора да биде следена од соодветна гаранција издадена и истата таа се раздолжува на излазот на граничната испостава на излаз од Република Македонија. Например, ако од Бургас патува стока до Виена, на ДВ Бајр мора да отвори национална транзитна декларација и соодветен инструмент за обезбедување на настанување на евентуален царински долг. Кога ќе излегува на Табановце, ја раздолжува. Истата постапка се повторува во Србија. Олеснувањето е што со влегувањето во заедничкиот транзит од 1 јули, во Бургас се поднесува електронска транзитна декларација, таа веднаш електронски стига во Република Македонија, прифатлива е, не се поднесува посебна декларација на влезот на ДВ Бајр, истата не се раздолжува на излезот на Табановце. Во Србија се уште има национален транзит, меѓутоа дополнителна придобивка ќе биде што се очекува дека Србија кон крајот на годината исто така ќе пристапи кон конвенцијата за заеднички транзит и тоа ќе значи значително олеснување за брзување на движењето на стоките. Долж коридорот 10, затоа што граничните премини Табановце и Богоровица се најфреквентни. Тоа што се наметнува како прашање е колку нашата царинска управа имаше време и способност за брзо да ги прифати и како и административни капацитети за брзо да ги прифати овие промени. И уште колку има работа, еве како новости некој во администрацијата што може да ги најавите. Значи, на оваа работа долго време Царинската управа вложува напори и ги развива своите капацитети. Уште од 2007 имаме кандидат на земја, имавме статус на кандидата земја за членство во конвенциите. За целиот овој период, како што кажав, направивме организациони промени, ги засиливме оперативните капацитети, цело време ги обучувавме и оспособувавме царинските службеници. Паралелно додека ние овдека говориме, во исто време се одвиваат обуки не само на царинските службеници, туку и на економските оператори околу функционирањето на новиот компјутерски транзитен систем на ниво на заеднички транзит. Најбитно е да се каже дека од 1 јули нашите царински службеници ќе работат по исти стандарди, по исти принципи, на ист правен основ како и царинските служби на најсовремените европски држави. Сега малку за она што се како што е основната, нели, функција на царината, тоа се секојдневните акции, нели, што ги слушаме заеднички со МВР или само ваши за спречување на шверцот и секако на дрогата и на други акции во соработка или со другите служби или чисти ваши акции, како тука стои, има ли некои новости? Многу добро соработуваме во борбата против нелегалната трговија и со домашни и со странски служби.
Во домашните служби особено добра соработка имаме со Министерството за внатрешни работи, со основните јавни обвинителства, основното јавно обвинителство за борба против организиран криминал и криумчарење, како и со инспекторатите присутни на граничните премини. Во соработка со граничната полиција и МВР од почетокот на годината имаме откриено над 1300 илегални имигранти на железничката станица Гевгелија од Сирија, од Авганистан. Исто така имавме неодамна една успешна акција со полицијата на Табановце за плената марихуана. Имаме соработка и со царинските служби на другите држави. Во април-мај оваа година имавме една успешно реализирана соработка со царинската служба на Германија по откривање на 15 килограми марихуана, шверцувани, односно пренесувани од германски државјани. Нашето оделение за истраги спроведе дополнителни активности за пронаоѓање на други сторители. Како резултат на размена на информациите, дополнително бирото за истраги во Германија изврши претрес во станот на сторителот и таму се најдени значителни дополнителни количини на наркотични дроги, оружје најдено, пари. Исто така на секојдневна основа соработуваме со царинските служби на повеќе држави во проверка, верификација на царински и комерцијални документи. Само оваа година имаме откриено 40 фалсификати презентирани пред нашата царинска служба, или како резултат на таа соработка се откриени 15 фалсификати со наводно потекло од Македонија презентирани пред странски царински служби. Имаме секојдневно учество во меѓународни операции и минатата и ова секоја година во континуитет учествуваме во меѓународни организации организирани од Светска царинска организација, од ДОЛАВ, насочени кон откривање, спречување на шверц со фалсификувани пиратски стоки. Неодамна имавме акција за спречување на шверц со фалсификувани производи за заштита на растенија, опасен отпад. Во текст имаме активности во насока на следење на криумчарење на цигари, помали количини на цигари. Во тој контекст во саботата имавме заплена на неколку 23 мислам штеки цигари на излез од државата. Во принцип со оглед на тоа дека цената на цигарите во Македонија е ниска, немаме шверц внатре, меѓутоа се случуваат чести мали количини на цигари кои се изнесуваат затоа што цигарите се многу ефтини во околните земји и сега тој тренд се зголемува како доаѓаат летните одмори и се зголемува фреквенцијата на движењето на граничните премини. Има ли намалување на обидите за шверц на фалсификати на познати марки, не она што е борба за заштита на интелектуална и не можеме да процениме дека има, значи ние имаме бидејќи имаше едно, значи во минатото имаше еден тренд нели на шверцување на стока од Турција, од пазарите кои што тука се продаваа со разни емблеми кои што беа фалсификувани. Има ли намалување? Дали вашите акции влијаат кон тоа да се намали обемот или да се намали желбата за шверц на таква? Јас верувам дека влијаат и веќе повлијале во минатото, значи за разлика од порано кога биле поголеми тие обиди и количини на стоки, сега се намалени со оглед на тоа дека ваквиот обид кога е откриен повлекува и кривична одговорност. Станува збор за кривично дело и не е сеедно. Мислам дека обиди постојат, меѓутоа во овој контекст ние соработуваме и понатаму ќе ги зајакнеме нашите административни капацитети заедно со Државниот завод за заштита на интелектуална собственост, кој што ќе користи ИПА проект, а ние ќе користиме во рамките на тој ИПА проект еден дел за да ги зајакнеме и засилиме нашите оперативни капацитети. Меѓутоа морам да кажам дека сме мощно ефикасни на ова поле и во 2012 година Царинската управа доби и награда Јоланда Бените со Светска царинска организација за големи достигнувања на овој план. Така, токму затоа и ве прашав. Добро, како оди наплатата на приходите? Тоа е една ставка која што од царината во последно време доста често може да се пофали. Значи, паралелно со она што значи заврзување, олеснување на царинските процедури и движењето на стоките, кое што нели е приоритет, мораме да ја одржиме и контролата на ниво кој што ќе обезбежи наплата на приходите согласно планираното и тоа успеваме да го направиме. Значи, во моментов наплатата на приходите е согласно планот за оваа година, за 5% се повисоки наплатените приходи во однос на минатата година. Во сума тоа моментално е 1.500.000 денари повеќе наплатени до моментов во однос на минатата година. И на што се должи зголемената наплата? Во најголем дел тука имаме пораст на наплатата на акцизите. Во дел поради зголемата трговија со нафтени деривати поради ниските цени. Во дел поради зголемени се и акцизите на цигарите како резултат на работата на Филип Морис.
и ДДВ-то е отприлика на исто ниво, царината исто така, со тоа што имаме зголемен примена на преференцијал при увоз од Србија, Хрватска. Добро, кои се плановите за во иднина во однос на олеснувањето на царинските процедури? Постојат ли такви? Што е следното во работењето на царината? Значи, како што кажав, ние во моментов работиме на повеќе проекти. Веќе завршивме некои покрај овој новиот компјутеризиран транзитен систем. Морам да го споменам и системот за интегрирана тарифна околина, кој што го завршивме во октомври минатата година. Се развиваше 2 години, беше финансиран исто преку ИПА средства со поддршка од владата на Република Македонија и допринесе да се доближиме чекор повеќе до Европската унија, до нивниот заеднички пазар и царинската унија, да ги постигнеме стандардите што тие ги имаат во она што е најбитна сфера на царинско работење, тоа е царинската тарифа. Станува збор за збирна системи кои што возможуваат размена на информации кои што се однесуваат на тарифните и нетарифните мерки, интегрираната тарифа помеѓу земјите членки на ЕУ. Во моментот кога ќе влеземе во ЕУ, овој наш систем ќе се поврзе со нивниот и од едно место во Брисел ќе се управува со овие мерки. Во моментов системов се користи и му возможува на економските оператори онлайн директен пристап до сите податоци кои што се однесуваат на тарифните и нетарифните мерки и му возможува пристап до модул кој што ги пресметува увозните давачки и податоци за сите документи кои се потребни за царинење на стоките, што за нив значи полесно, побрзо, поевтино работење за царинските службеници, значи поефикасно, поефективно, поквалитетно работење. Во исто време работиме на развивање на нов систем за обработка на царински декларации, акцизни документи. Можно битен систем кој што треба сите овие европски системи кои веќе ги имаме во царинската управа да ги интегрира во една целина, ќе овозможи поднесување на електронска транзитна декларација во сите царински постапки и ќе овозможи електронско поднесување и следење на акцизните документи. Во насока на понатамошно олеснување, забрзување на движењето до коридорите 8 и 10, веќе започнавме активности за подготовка на 2 големи инфраструктурни проекти, кои што исто ќе се финансираат преку ИПА програмите 2012-2013 година. Станува збор за надградба на царинските терминали на граничниот премин Табановце, кој што е еден од најфреквентните, и на граничниот премин Ќафасан. Ќе се с големи пропусна таму, ќе се подобрат условите за физичка контрола, ќе се улесни забрза движењето, а со тоа трговијата и транспортот до овие споменати коридори. Не случајно ве прашав вака, бидејќи ајде дали ќе се сложите со мене дека работењето на царината е еден важен предуслов кога странските компании размислуваат за инвестирање во Македонија. Па колку сте вие делото од оној скен што го прават? Значи ние сме неизоставна станица. Секоја компанија која што има намера да инвестира во Македонија задолжително поминува во царинската управа за да се информира за сите можности кои што ги може да ги користи заради намалување на трошоците и правење на поконкурентно производство. Во тој контекст ние задолжително ги запознаваме компаниите со поедноставените постапки кои што кај нас постојат и кои што значително го олеснуваат, забрзуваат нивното работење, им ги намалуваат трошоците. Ги запознаваме со можноста за царинење на граница, кој што царинење на граница се врши 24/7, што значи во секое време се избегнуваат трошоци за престој на терминали, евентуално трошоци за шпедитери. И се разбира, ги запознаваме за оние компании кои што се заинтересирани да инвестираат во индустријските развојни зони, ги запознаваме со начинот на работа во овие зони во делот кој што е надлежност на царината, затоа што на некој начин тие подлежат на царински надзор. Така. Ви благодарам за учеството во телевизија Република, кога ќе помине и 1 јули ќе станеме дел од таа конвенција за заеднички транзит на Европската унија. Повторно би ве повикал за неколку месеци кога ќе видиме како оди сета таа реализација. Секако се надевам дека нема да има никаков проблем, туку напротив, ќе имате нови искуства. Тоа беше интервјуто со директорката на Царинската управа Наташа Радеска Крстевска. Се гледаме со нови теми во отвореното студио на Република телевизија.